Здраво живо, ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Дијана. Здраво, Како Панче. си? Каде те наоѓам? Ме наоѓаш дома за кратко. Утре е еден празничен ден, познат како Кристи Химелфарт тука, а во Македонија би дошло како Спасовден или 40 дена после Великден. Да. И е неработен ден, односно е празничен ден. Точно. Прошлата недела снимавме кога беше Мутатагот, ова не следаме кога е Фататагот. Познато тука во Германија, Фататаг, утре мажите или татковци, или да речам по-јакиот пол, е нивниот ден, заменуваат на пикници, мада времето не ни се погоди, ќе ни треба чадорче, ќе ни треба вакво речи го шуткаве за дожд, кои некои предели се така малце по-ладничко, меѓутоа денеска морам да признам доста татковци се средија се наполнија со пивца, мевце за утре, значи спремни се. Полемиот дел од граѓаните тука, значи го слават тој. И ти ќе го славиш традиционално, ќе го однесеш мажот ти на викендче, затоа денеска го снимаме нашиот подкаст, а темата, Дијана, ќе ти кажам искрено дека на оваа тема денеска што ќе зборуваме, имавме една епизода направено, но и тоа баш ми беше интересно што точно една година, точно се, меѓутоа не на денот точно една година, меѓутоа една година на 35-ти со 50-та епизода, ја снимавме епизодата за покачување или барање на барање на плата или како се бара покачување на плата во Германија кај германските работодавци. Со денеска, прошлата епизода или таа епизода ја снимав сам, така да беше малце монолог од моја страна, а денеска сум среќен што си ти тука и што ќе го кажеш и твоето искуство, што ќе направиме диалог, што можеби ете и ќе направиме една мала игра со улоги, да речеме германските што викаат роленшпил, што едниот ќе биде работодавецот, другиот ќе биде вработениот и ќе бара покачување на плата, па ќе видиме дали ќе добие, дали ќе успее вработениот да ја добие покачувањето на платата вечерва или нема да успее, зависи од. Дијана, кои се твоите искуства? Во Германија, искрено, јас имам работено точно значи покрај докторските студии во една компанија и тука мојот опит за покачување на плата беше релативно неуспешен. Кога зборувам за релативно неуспешен, затоа што и покрај тоа што јас имав можеби некоја структура и стратегија како да го побарам тоа, компанијата беше премногу мала или беше во фазата стартап, за да го овозможи, односно платата да стигне осакувана вредност, колку и јас од моја страна, колку и јас да бев мотивирана, исполнителна и се држев до резултатите, нели? Покритие за да го побарам тоа покачување на платата, така да ќе поразговараме и покасно кој треба да биде пристапот. Меѓутоа мислам дека поголемите компании се многу повеќе отворени за таков да речам за оваа проблематика, покачување на плата на вработените, мотивирање, наградување и така натака. Ти спомна сега еден важен момент кога сакаме или пожелно ние да си ја покачиме платата, сепак тоа зависи од големината на фирмата, од да речам од приходите кои што фирмата ги прави или ги прави обрт на пари, да речам, во зависност од тоа колку фирмата е моќна. Добивате покачување на плата можеби почесто и, како што рече ти, можеби и временскиот период кога си барала плата бил погрешен, значи фирмата се наоѓала во почеток, во стартна позиција, така да кога е во стартна позиција секоја е дефензивна кога се зборува за персоналните трошкови, поточно за покачување на плата или за давање на добри услови
во почетна фаза и се уште фирмата не знае и не може да оцени тој цел нејзин проект како стартап ќе стартува успешно или нема да. Ризикото е многу поголемо доколку таа фирма направила, например, потек да рече, окей, ја, Диана, супер, ќе ти ја качиме платата и тој ризик после пола година, од кој ќе ти ја покачила платата, да ти рече, слушај Диана, ние мораме фирмата да затвориме. Покачивме на сите платите, ама не направивме толку обрт и банката не сме ликвидни и мораме да ја подиме под инсолвенц и да ја затвориме. Значи, како прв фактор можеме да речеме дека при покачувањето на платата играе голема улога и големината на фирмата. Колку е поголема, толку можете почесто. Сега за висината на платата ќе зборуваме, за висината на покачувањето ќе зборуваме малце покасно, меѓутоа тоа е еден од факторите, како да речам, кој што ќе го разгледаме. А како се припреми ти? Врз која база, например, еве, јас можам да кажам дека сега се наоѓам точно во таа фаза кога ние го правиме буџетот за следната година и сега персоналниот буџет е еден од главните фактори во направењето на билансот за следната година. И тука имам разговори со моите одговорни на оделење и секој со првенство неговите трошкови, како за персонални трошкови, меѓутоа и со неговите желби, тоа е логички. Еднаш во годината се среќаваш на такви разговори, за некого се пријатни, за некого не се пријатни, за некого пријатно ќе за некого непријатно ќе. Како ти се припреми? Оти гледам дека кај мене имам разлика. Таа разлика ќе ја кажам од искуствата кои што ги поминувам со моите тим лидери. Некои се спремни, као пушка, иде целиот, ама за тоа попосле. Како ти се спреми тогаш? Кој начин јас си го носев тоа чувство. Мене ми е незгодно покачување на плата, дали сум јас лојален, дали кон компанијата ако побарам повишување на платата, имав на некој начин некој личен конфликт. Конфликт можеби на вредности. Така дали како тоа ќе биде примено, дали ти е моето барање за покачување на плата како момент за тензија или момент за притисок или намалување на некоја вредност и така. Меѓутоа, тоа според мене беше на некој начин оправдано. Моето барање за покачување на плата беше оправдано затоа што и кога отидов да одговорам на твоето прашање, имав составено концепт зошто сум тука, зошто барам покачување на плата, односно која е мојата вредност, што сум допринела за компанијата и со неколку примери, неколку проекти кои што завршиле успешно. На некој начин тоа беше мојот тикет да влезам и да побарам покачување на плата. Сега начинот на кој што го направив тоа, нели, со таа самодоверба тогаш и со оваа самодоверба денес можеби би бил поинаков, меѓутоа затоа и реков беше релативно неуспешен или релативно успешен. Да, точно, одличен аспект што го кажа. Значи, ти, и тоа е многу битно, кога одите да барате покачување на плата, никој денеска не ви дава плата, затоа што сте биле добро шминкани са бајле, сега може, некој случај може тоа да се деси, не го порекувам, постојат некои што можеби некои имаат сосем други вредности, но меѓутоа во да речам во фирмите кои што ги познавам јас или во големиот дел од фирмите, покачувањето на платата секогаш е поврзано со некоја причина. Никој не дава денеска поише пари, оти на лепе очи. Секој покачување на плата има право на покачување на плата доколку претходно придонел нешто во фирмата. Да е зголеми приходот, да се намалат трошковите, да се добијат повеќе муштери, значи да се, кога имате факти, кога имате аргументи, тие факти и тие аргументи ги имате без разлика на папир, во компјутерот, на слика, на бројка, на ова, она.
Со тие аргументи, тоа се најголемите аргументи или најдобрите аргументи кои што можете кај вашиот предпоставен шеф, газда или било како да ја да отидете и реално да си поставите на цел да речете слушај. Океј? За покачување на плата, ама причината поради која што денеска сакам да зборувам на таа тема е поради моите резултати кои што сум ги придонел во текот на последните 6 месеци, година дена. А реално гледано, доколку не сте тарифно, доколку не сте во тарифа, бидејќи тарифните договори имаат тарифни договори. Тие се, вакво да речем, детално дефинирани. Тарифата е толку, P8, штуф е 2 и толку е, 5200, 3600 и толку е. И на тоа можете ви да добивате некој покачување со некој си цушус, со некој си вакво е фрајцулага и тие работи. Меѓутоа таму е многу по-тешко да се договарате за покачување на плата доколку вас платата ви е тарифно регулирана. Доколку платата ви е договорена од старт, имате некоја одредена сума, сте се договориле, окей, 50.000 бруто и после пола година ќе се сретнеме и ќе разговараме вакво е. Ама прве да ги видиме резултати. И ако сте ги постигнале тие резултати, ваше право, да должност вие да се знаете, меѓутоа ваше право е на вратата кај предпоставениот си побарате, да си побарате вакво речи го покачување на платата, која што треба да биде и малце реална. А дали беше ти реална кога бараш? Оди, например, јас имам случаи, сега ќе кажам, барат некои утописки Дали се сеќаваш? Се сеќавам, да, се сеќавам многу убаво и за да го одговорам ова прашање, можеби ќе навлезам многу подлабоко до еден коренит проблем кој што е можеби во системот тука, или јас на некој начин можеби ќе кажам и од повеќе за момент во кој што се почувствував обесправена, јас барав покачување на плата на ниво на Abteilungsleiter или на Abteilungsleiter како раководител на оделение, како моите колешки кои што беа исто така раководители на оделение. Платата да биде на некое слично ниво, меѓутоа тоа, како што кажав, не го добив, не успеа, затоа што тие тргнува од фактот дека јас сум почнала во компанијата со пониска позиција. Кога ја побарав платата, работев веќе и бев докажана на позицијата како Abteilungsleiter или раководител на. Меѓутоа тие сепак релативно нема слух за многу причини, да речеме дека стабилност на компанијата и нешто слично. Значи тоа е следен еден момент при барање на покачување на платата, нивото и одговорност. Значи, онаа кога почнав јас на пониска работна позиција и ја добив таа одредена плата, соодветно на фактот дека мојата позиција, одговорностите се покачија, требаше и платата да расте. Така, дали водам луѓе, например, во тој процес и кога јас работев на претходната позиција, водев луѓе, меѓутоа на следното ниво, веќе повеќе луѓе, односно колеги беа вклучени, тоа е еден аргумент, може да го земете во предвид и водите луѓе, дали позицијата и одговорностите со самата позиција пораснале, дали има вклучено координација, значи дали сте на една клучна улога во која што треба да координирате одреден број на луѓе или одреден број на раководители и слично, така да сите тие се едни од факторите може да ги земете во предвид кога ќе разговарате за покачување на самата плата. Одлично кажа ова. Нормално, пребидејќи се извршувала таа функција, требало да ти дадат покачување на плата. Фактот бил неоспорен. Да речеш, окей, ја у неделата еднаш водам некоја група. Меѓутоа, кога перманентно си ја
вршела таа функција и си го работела тоа, не може тоа да го оспоред. Не сега Дијана ја води, Панче води, ама он ќе добие он е Abteilungsleiter и он ќе добие, ама Дијана води, она не е Abteilungsleiter, тоа не е во контекст или не е во сооднос со, да речем, вредностите на некоја фирма која што го цени вработениот. Вредноста или проценката или цената, да речем, она благодарност која што Дијана како вработена ја работела, не ја искажуваат. Можеме се да си правиме. Денеска љубовта на една фирма, ја секогаш така го викам, љубовта на една фирма се искажува на 31 секој крај на месецот, на 31 на контото. Тоа е љубовта. Ако таму тоа што ќе дојде е како што треба и вработениот или одговорниот или било кој е задоволен со тоа, значи може да се работи на подолги цели, да биде вработениот среќен и меѓутоа до или 30 го гледа бројчето и се вика уште еден месец и па за таа работа. Верувајте дека тој вработен, кога тогаш ќе дојде на идеја, окей, јас го викам, и други мајки имаат убави ќерки или убави синови, да покуша друга мајка или друга ќерка или друг син, кој што ќе ја усреќи, па макар и финансиски, можеби таму нема да работи таа работа, меѓутоа сепак денеска сум одговорна за 4, 5, 10, 15 души. И во тој момент кога поодговорноста е поголема, тоа, да речем, мора е во наводници, меѓутоа логика дека тој што го прави тоа, да рече, чекај бе, ја до вчера работев без никаква одговорност на луѓе, зимав таа плата, денеска ги водам цела смена или цело оделење или било што, или цел проект, и па ми ја давате таа плата. Која е таа логика? А за логиката малце не е на вакво. И затоа потполно си била во право со тоа што си побарала. Твојот, да речем, твојот домен, твојот сегмент, твојот аспект, целиот тој се сменил. Значи не си била тоа што си била пред пола година. Тоа си била, окей, вработена, некој ти кажува, Дијана, направи го ова денеска, окей, седнеш и го правиш. После 6 месеци, од кога некој ти рекол, слушај, Дијана, тука е Мюлер, тука е Ханс, вакво речи го Петра, тука е ова, ти ќе им кажеш денеска што треба да работат. Аха, чим ја треба да им кажам? Целото тоа да се награди или да се признае во смисла да речат Дијана од следниот месец, прибидејќи ја добиваш таа функција како Abteilungsleiter и не мора да бидеш како Abteilungsleiter, меѓутоа самата одговорност покачување на плата. А па речем, тоа е во оние фирми кои што да речеме нормално си поминуваат. А еден друг би сакал да те прашам за времето. Сеќаш ли кога го бараше? Бараше, например, на крајот на годината. Се сеќава, понекога се сеќава, моментот треба да биде вистинскиот. Моментот треба да биде вистинскиот, кога ќе стропнете на вратата и ќе речете извини, може утре, други ден, денеска, 5 минути, 10 минути. Дали се сеќаваш на времето? Се сеќавам на времето многу добро сега. Не се сеќавам на точно кој период од годината меѓутоа беше после успешно завршен проект. Моја одговорност, да речам, над моја одговорност. И во момент кога во компанијата имаше на некој начин, се извинувам, реструктурира
и така, значи кој период од годината кога може би од една страна резултатот беше тој, а од друга страна присутен, да речам, позитивен некој резултат, меѓутоа реструктурирање се случуваше во компанијата или време кога точно тимот расте, и всушност може би времето за сето тоа не беше баш најпогодно, меѓутоа јас сметав дека онаа љубов или посветено што ја давам јас на компанијата и лојалност, а и доверба треба да ми биде на тој начин возвратена. Тоа може би е значи финансиски возвратена, односно според резултатите кои што јас ги доставив на фирмата. И затоа сега би сакала да предложам, значи, точно една вежба, ако се согласуваш, Панче. Апсолутно. Меѓутоа и да додадам дали има точен тајминг или контекст кој што ти од твоето искуство би го предложил, кога е најдобро време, освен после за успешно завршен проект или слично, да се побара едно покачување на плата. А за од страната на работодавецот, разговор за покачување на плата нема никош добар тајминг. Никош не се расположени сами да дадат и да речат, мене не ми се десило, некои случаи да, меѓутоа обично тоа се дешавало да објаснам, например, еве сега во овој период кога ги правиме, например, следните биланси и ги правиме плановите за следната година, да речем, окей, сум ја пратил годината, сум го следел делењето, сум го следел Abteilungsleiterот, сум го следел ова, значи имаат успех, имаат ова, може за мене мисловно на папирот и да пишам едно плюсче и да ставам некоја си сума во склопот на буџетот кој што ми е додобрен за таа улога, бидејќи факт е дека секоја фирма, во наводници, секоја фирма одвојува средства за такви работници. Секоја фирма одвојува средства за промовирање, секоја фирма одвојува средства за покачување на плата, секоја фирма одвојува средства за и фактички еден буџет имаш и окей, тој буџет треба да го разделиш. И си правиш некој си списочек, кој заслужил, плюсче, кој не заслужил, прашалник или извичник. Временскиот да, постојат такви работи. Пожелно е прво и основно страната на вработениот тогаш да настави кога постигнал нешто или ти кој ше рече, проектот го завршив, јас го водев, она, помина не недела дена, значи не е логички да фирмата, ако ви даде, например, недела дена, може за недела дена да направите, да сврши вториот фактор, кој што е многу битен како оди фирмата, како и оди на фирмата, бидејќи постојат фирми кои што да, имаат добар прилив, но постојат фирми кои што можеби се во криза. Ако проектот успешно е завршен, значи тоа не мора да значи дека ако ти си го завршила проектот, ама тоа би било аргумент од страна на фирмата, да речам сепак како Abteilungsleiter си во некои кругови каде што си запознаена со ситуацијата на фирмата. И друго, например, ако фирмата има позитивно салдо, тогаш си одиш со, окей, има позитивно салдо, значи од таа страна го немаш. Меѓутоа, друго например, смената, да, стварно си го завршила проектот, супер, одлично. Добиле полиси. Меѓутоа, сепак, бидејќи другите одделења или другите проекти не одат или не се завршени, или се во фаза на завршување, значи не се добиени, да речем, некои добивки, тоаш може да речеш,
И тоаш можеби треба да има и вработениот малце разбирање. Океј, ја сваќам ситуацијата, меѓутоа тоа на тоа не треба да остане. Значи, да, сваќам, меѓутоа, тоа што треба да дојде тоа. Аба, кога би можеле на оваа тема повторно да правиме овет? И тогаш би било реално, да речем, например, шефот да рече, за 3 месеци да речам, ќе се завршат другите проекти, ќе знаеме конкретно шо, како, ово, тогаш дојди, ќе правиме мовет за... Значи, не треба да тоа остави на цедило и да рече, не, нема, завршено е, не можеш или си да ти работи. Значи, секогаш, кога веќе си постигнала нешто, кога веќе тоа треба вреднувано, е пожелно добиеш алтернативно решение за тоа кога може повторно да работи. Сега ќе дојдам на тоа, ти што ми рече какви се моите искуства. Кој што реков, првен јас си го правам тоа, гледам кој има, па ќе речем, секој Abteilungsleiter, вакво си ги знае бројките. Значи знаеш што успеал во годината што изминала или што не успеал. Тој што успеал, има широки гради, рече, окей, шефе, Чашевски, ich hätte gerne ein Gehalt. Би сакал шуѓе на плата. Ама тој што успеал, сигурно кај мене стои со некој плусче. Проблемот е ке они кои што сепак и покрај тоа што можеби не успеале нешто да ќе дојдат и ќе речат, ја, ќе ги генава грацеви. Сакам покачување на платата. Тоа што сум многу мирен. Од и таквите ги сакам. Тоа што ти речам, окей, со која причина? Врз која база, врз која основа? Јас сум веќе тука 5 години, немам ништо добиено. Океј. Друго, следно. Да, ама знаете, инфлацијата се покачи. Да, ама имавте тариф покачи. Ако се има, например, сепак на некоја тарифа се базираме. Така, ама тарифата се од први. Тоа не ми е доволно, оти бензинот е покачен. А знаете вие дека 20 км имам да возам. Океј. И твојот вработен у твоето делење, и тој вози 20 км, ама он не... Па те прашаше ли, викам, имаше разговори со вработените, они ти се пожалија, посакаа покачување од тебе, дека бензинот е покачен? Значи, аргументов, значи он може да вози дури со помала плата, а ти сами викаш, аргумент да ти е качен платата е покачување на бензинот. Викам, за мене тоа не држи. После тоа, Панче е секоја спремен и вади табелчиња, вади бројчиња. Од оваа причина, сега, пак му викам сега, јас не можам тебе да ти дам покачување на плата, си го промашил прометот за толку проценти. Оти не си успеал маржата да стигнеш. И сега, сепак, те ценам, дека добро работиш, дека го водиш тимот добро и си ти работи. Година, што не во новата година, да речем новата година, но новата работна почнува, тие бројки, таа цел, видиш дека ќе трне, дека ќе оди, на крајот на, да речем, другата година, бидеме тука, слободно можеме повторно за таа тема да правиме. Викам, јас сум отворен секојаш за такви теми, меѓутоа, сето тоа треба да биде во еден, да речем, во еден разбирлив сегмент. Сигурно дека нема да биде задоволен со одговорот што ќе му дадам. Со аргументите, јас сум си смирен и спокоен, оти кога ќе ми дое следниот кој што заслужил и кога ќе ми рече кој ваквото, јас сум веќе спремен, можам да речем тука да се цанкаме за бројката колку е, приведејќи и да му дам 1000 евра, он ќе рече, ама зошто не ми даде 1500? Или обратно, ако му дам 500, па зошто не ми даде 700? Е точка дека секој пред да оди на покачување на платата, колку е реалното. Секој може да каже некоја желба, покачување на плата е желба. Сакам толку пари да ми ја покачиш плата. Да, окей, нема толку.
Значи, таа смисла. Да, може и понекогаш треба да се коцкаме на повисоко, меѓутоа на крајот на кришта покачувањето на платата, како што рече и ти, од секого зависи од другата страна. Значи, аргументите може да бидат, ти си имала супер аргументи. Одлични аргументи. Да сум те бил ја шеф, сигурно ќе речел, окей, Дијана, може би сега не, ама за 2 месеца ќе завршат проектите или ово она, ќе зборуваме за тоа, значи нема да речем не ти ја покачувам плата. Тие моментални искуства кои што за мене се реалност, па кажам, тоа е тука, секој има право тоа да го прави. Ти си го и си била спремна, фактички си ги употребила сите оние, да речем, сите оние моменти или сите оние работи кои што еве сега точно сакаме да им кажеме на нашите слушачи. Значи да бидат поготвени, да имаат факти, да имаат аргументи. Момент, па да речем, никој работодавец не ќе му тропне, некој ќе му рече сакам поише пари. Ако еден има таков, кажете ми, одма се префрлам и одма нека ми каже. Ја одма идам кај него и секоја недела, секој вакво пола година ќе му бар никој. Да речем на глобално ниво, ова што се со гиверча, со варчи, не? Со синдикатите. Синдикатите, да. Синдикатите. Затоа се рчкаат они за 5%, за 2%, за 3%. И овие работодавците одма викаат, да, ќе ви покачаме ние за само вие кажете колку сакат. И после викаат, не е тоа. Чекај се. Тоа е иста приказка и ко барати вработените. И после тоа шо привој, сега на пример вработениот не може да рече од утре не иде на работа, оти не ми ја покачи плата. Оти му речем, чекај, шо правиш ти? Чите на договорот што си пишал таму, што си подпишал. Ти си обврзан да доеш на работа. Кеј синдикатот е друга работа. Ма тоа се други вагове. Меѓутоа тука збор не може да рече утре ќе штрајкувам ја, ти не ме кажи не ми ја покачи плата. Океј, штрајкуј шо. Не ти дам плата и готово. Точка. Еден позитивен момент што се случи можеби кога се вратив од породилно, на што го спомна во еден момент Панче, дека понекогаш имаат одреден систем компаниите како се рангираат вработените според која позиција и во компанијата каде што работев потоа го направија тоа на некој начин изедначување. Зависно, значи исто така и покачување на платата зависно од колку години си веќе долго во фирмата, така да дојде до некое балансирање. Можам да кажам. Да. На крајот. Па кажам, работодавците имаат модалитети. Еве, па јас имам модалитети каде што можам некои работи, можеби сега да не биде да не се разбереме. Секој работодавец е одговорен не е само за еден Abteilungsleiter, не? Значи они тоа го гледат на глобална цена, значи они си ги прават тие пресметки. Меѓутоа секој работодавец има можност доколку вработениот, без разлика на која позиција, па и на работник, доколку ја изврши нормата, доколку е точен, доколку квалитативно работи добро и доколку тоа му го дозволува, да му рече, слушај, ќе ти дам тебе повеќе. Оти, ти ме вршиш таа работа поквалитетно. Значи ти си подобар, Дијана е подобра од Панче. Панче врди само 100 парчиња на лентава, да зборуваме сега за општа работа. Ние фативме за Abteilungsleiter ги шеф. Вработениот на лента. Ти ми вршиш 100 парчиња во саат, Панче само 80. Изимате иста плата. Па тоа ќе речеш, па добро, таква работа, ја ќе врам 80, иста плата ќе земе. Не, тоа е логичка реакција. А тој што е добар, например, работодавец или добар Abteilungsleiter, Дијана ми прави, ќе отиде кај шефот и му рече, слушај, Панче, ретки се случаи, ама тоа во добрите компании, каде што се води статистика, каде што се знае кој колку е продуктивен, кој колку вложил, колку, тоа и се вреднува. А можност има. Дали било со некоја фрајвилиге цулаге, значи фрајвилиге цулаге тоа е слободен додаток на плата. Или некој цушус ќе го најдат, или ќе го умгрупираат, ќе речат окей, штуфе, ќе ти наместо да речека на пример штуфе цвај после 5 години, ќе речат окей, тоа е подобро, дај му штуфе цвај на после 3 години.
промениме го тоа. Значи има такви тие фирмите, ако се понекогаш да речам статички или нефлексибилни, меѓутоа во такви ситуации секогаш се наоѓа разбирање, може пак ќе речам и се повторувам од пред малце што го реков тоа. Вредноста на целото тоа, вреднувањето на трудот на вработениот, без разлика на која позиција, се гледа на 30 на 31 на ливчето, тогаш окей, тамане. Сум среќен, останувам, продолжувам да работам. Што сум, да речем, што сум се потел, што сум се нервирал, што сум се онадил, што не сум спиел, што сум станал ноќна смена, што сум онадил, во ред. И тогаш имате задоволни вработени, тогаш имате мир во... Само, што сакам сега еден друг момент да го спомнам. Искрецијата при оваа работа е доста важен фактор. Тука не се зборува, не зборуваме ние сме сладоречиви, колку плата зимаш. Но нити знам колку плата зима, едино што знам колку плата зима е сопругата. Нити знам колку зима едната ќерка, нити знам колку зима другата, нити ме интересира тоа. И затоа, значи кај нас на пример, знаеш, еден ќе каже зедов сега и сите се трча. Значи тоа е индивидуално право и треба малце дискретно да се... Така нели? Така е сигурно. Она што сакав јас да го предложам сега е една вежба до слушателите. Да заклучиме, значи, сето ова што го зборувавме на еден лист хартија, убаво е да се напише, например, неколку точки од кои што меѓу другото, што направи во последните 6 месеци. Значи, кога го презентирате вашиот случај за покачување на плата на раководителот, настапувате што направив јас за последните 6 месеци. Потоа, каков ефект тоа имаше, дали проектот успешно заврши, дали направивме поголем обрт на пари, дали производството се зголеми и така натака, и што е тоа што е над позицијата што ја имам на некој начин. И сите тие работи, значи сите овие работи што ги спомнавме, да бидат во една рамка на видливи резултати. И со тие, па и со ливчето во раце, е убаво да се појде, да се тропне. Тука сум, сакам само да прашам, јас сум таа, тоа е, дали е тоа, ова го направив за компанијата во последните 6 месеци, дали е возможно на плата и да си го искажете генерално својот став. Значи, во поглед на рамката, Панче, што би препорачал? Ова вежба што јас ја препорачав за запишување, со запишувањето е само како ние би настапиле, меѓутоа преку која рамка, кои се тоа чекори до еден позитивен разговор, односно разговор во кој што би можеле евентуално да дојдеме до исходот што го сакаме, а тоа е покачување на платата. Точно тој момент сега што го кажа ти е многу битен. Не се сеќавам кога сум бил во други функции, така сум се подготвувал кога ќе ме види шефот, предвидејќи ја некој сум почнал да речем од ситно, кој ќе ме види шефот дека му одам со ливче и сум спремен. Тоа значи дека он самиот си вика, тя си шмагетанка е махта. Седнал, се средил. И тогаш, например, у тој момент добивате сосем и друг осет кај предпоставениот, предвидејќи они тоа, значи, тоа е моето искуство, ја тука што сум го поменал. Они тоа го ценат кога некој ќе им дојде припремен. И ако е ливчето пред нив, и ако го читате тоа, да речем, ко стихотворба или како реченица, или како ќе го кажете, или како состав или приказка или ово она, меѓутоа тоа они го викаат, вој си направил, се размислил, сака конкретно да знае. И затоа они секогаш се конкретни на тоа прашање. Пак ќе речем, може одговорот да биде негативен за вас. Меѓутоа точно ќе знаете дали таа врата покачување на плата со тие аргументи што сте ги поднеле држи вода, да речем, или ќе ве насочат на некој пат каде што ќе може да ви речат да,
Апсолутно, точно. Вие го направивте тоа го завршивте. Ама секогаш може да се деси да добиете, ама моменталната ситуација, знаете, гледате дека ја во тоа одделение не оди, мораме од тука да префрламе вработени, нешто вакво ето, бидете стрпливи. Со овие аргументи, дојдете за 3 месеца или дојдете следната полова година, одговорот не е задоволен. Нема да бидете задоволителни. Меѓутоа, нема да во остават на цедило, доколку само речете, здраво, шефе, може да правиме мувет. Зашо? За покачување на плата. Дојди утре. Утре, а кога утре? Па јави се ке секретарка, термин да не прави. Утре ќе седите ке секретарка, плата се следната недела. Толку знаете кога не сте, а кога сте подготвени, кога знаете што сакате. Тогаш реалната шанса. Не даме гаранција со овој подкаст, не даме со епизодава, не даме гаранција дека ќе добиете, меѓутоа шансите ви се многу поголеми да го добиете тоа сакано покачување. И пак речем, секој негативен одговор не мора да значи дека е негатив. Негативен одговор, ако ви рече, преведејќи, пак речем, ги германските шефови, па и кај мене, речем, нема шанси. Како да речем, доколку некој е арогантен во моите очи и не ги исполнува своите услови, а сепак бара, може разговорот сосем на подруга страна да отиде. Оти некој што не е реален, за мене е арогантен. Значи некој што не ги исполнува врските, што бил можеби сега може да речам од пола година 3 недели бил болен, не бил термински, секогаш треба да му се јавувам, слушај, тока е стасан проектов, тока не ми одговори на имејлот. И после кога ќе дојде времето, шефе, јас тука види за кај мене се е глад, се е чисто, се е вакво. Да, точно. Ако, например, па да речем, некој може и што не одговорил на имејлот, мисли тоа дека е позитивно. А јас сум зафатен нешто. Тој што го пишува имејлот, тоа му треба у тој момент. Треба да се заврши, треба да се изврши таа. Во основа на тоа, треба да си го барате. Реално, како што рече ти самата, толку реално е тоа, докато сте спремни. Концептче, тоа знае, го е спремен. Си има борба. Покрај концептот уште така. Резултатот на крајот не се знае како ќе испадне. Да, покрај концептот е многу еден друг момент е психолошки аспект, еден позитивен body language или говор на телото. Значи кога настапуваме со насмевка, со спуштени рамена, со отворени рамена, со самодоверба, сега ова е секако еден момент кој можеби носи непријатност да тропнеш на врата и да попараш плата, меѓутоа ставот и држењето на телото е многу битен феномен и момент кој што може да влијае на некој начин делумично и на исходот, така на резултатот, покачување на плата. Ако влеземе кај шефот без самодоверба, згужвани, уплашени, резултатот може да биде многу поинаков отколку ако влеземе со напишано ливче, самодоверба отворени гради. Мал фокус на енергијата, некој процес, некоја вежба за дишење на некој начин пред да влеземе. Сето она што физиолошки ќе ни овозможи да се чувствуваме убаво во нашата кожа. Тоа е еден многу битен момент во целиот тој процес. Апсолутно. Ти што го спомнаш, че некои работи ги спомнаш, ги знаеш, ама никогаш не ги, да речем, не свесно ги употребуваш. А во оваа ситуација пожелно е ти свесно да ги употребиш. Исто така, важно е, рече, телесниот говор. Како сте вакво
Ако вечерта сте биле на прослава, сте се прибрали у 3 ноќта, не сте спиени. И утре са бајле, одите на шефот и почнувате да се прозевате. Заборави. Треба да бидете ausgeglichen, треба да бидете урамнотежени. Урамнотежени да бидете. Значи да имате некоја, да не бидете од некоја си емоционална. Сте се раскарале вечерта со мажот ти или со жената. Сте се направиле парам парче, но па сте сакате ви. Ама парам парче сте се направили. И ти утре одиш да бараш покачување на плата. Заборави. Значи, тие моменти, тоа да речем, ти што го рече психолошкото, ќе седнете и скрстите раците, шефе сакам пари. Или шефе сакам покачување на плата. Не, опуштете се. Пуштете ги раците. Отворете се. Бидете отворени. Тоа што го кажат. Бидете отворени. Тоа што имате поголема, како да речем, аура, поголемо светите поинаку, не? Ќе речеме, не, што стана во види го, да се вакво е онади тука и се заглавив. Тој аспект е одличен аспект што го спомна. Одма ги приметуваме во емотивен, чеки се, што стана работа. И само можам да речем, денеска смири се, дојди ми за 3 дена. Кога ќе се рестартираш, влези па, тропни, па може. Ако заслужи или не заслужи, без разлика. Меѓутоа во такви ситуации, јас сум се осеќал, или едноставно јас како работодавец денеска не ми е добро, глава ме боли. Не се осеќам добро. Или вработениот не се чува. Ама сега сакам, морам ме тера, морам да отидам. Ама ме боли главата. Пука таа, а вие ваквото ќе зборите за плата, а главата ви пука. Заборави. Не, покрај припремата, треба и вие во себе да се осеќате добро или позитивно, за да можете па на крајот да испадне позитивно. А што мислиш, колку често треба да се бара, да речем, покачување на плата? Колку често би се барало покачување? Најмалку еднаш годишно. Јас би рекла после за така. Најмалку еднаш годишно треба да тропнете на таа врата и да речете дали вакво е речи го вакво. Сега сакам може би на крајов тој еден момент сакам да го кажам што многу од вработените кога идат и кога нема да добијат таа сакана. Па ја имам и друга понуда. И што сакаш со тоа да ми кажеш си? Он? Да заедиш он? Ја имам и друга понуда. Ако де? Слободно да одиш. А за тоа е мојот одговор. Никогаш дека фирмите може би има некои други искуства. Може слободно да пишат. Тоа за мене е веќе е пресунг. Како се на македонски, ајде? Ајде, Дијана. Притисок, не, како под притисок? Е пресунг. Пресунг, леле. Ајде, македонски фотири. Германски, јас. Потиснувате ја потиснувате фирмата, демек вие ако не ви го дадат тоа покачување, вие ќе се отидете. Океј. И ако се отидете, што мислите вие фирмата утре ќе затвори? Пропадне? Отворете вратата, шетаат еден куп невработени. Може би не адекватен, ама со текот на времето ќе биде адекватен. Тоа е погрешно мислење дека ако на вработодавецот ќе му речете, слушај, ја имам подобра понуда, ако не ми даш ќе си отида, он ќе падне у несвес и одма ќе рече, Панче, нема, дај ќе му ги давам тие 200 евра или 300 евра го уживам. Напротив тоа ќе рече, ми одите што ти правам. Може ќе биде среќен ако му го речете тоа, може и тоа сака да го да речем, ако не сте, например, ако барате покачување на плата, а не сте некој добар вработен, можам тоа ќе рече, сега ќе го фатам. Си го средив.
Ќе плаче? Верувајте ми. Кај мене има такви ситуации кои ќе ми дое, па ќе си одам. Никој не примаџа со ладна вода. Тоа е илузија. А тој аргумент никако не држи ако му речете на вој, имам ја подобра понуда и си одам. И ако да е убаво, со среќа. Може да речи со среќа, ја викам фидблюк. Од друга страна, ако навистина имаат подобра понуда, може и добро да ја искористат, така? Во секој случај, меѓутоа не да биде аргумент за добивање на повисока плата, а навистина немаат покритие за тоа. Точно. Апсолутно. И во тој ситуација, во таа ситуација, јас знаеш таа поговорката на германски. Reisende sollte man nicht aufhalten. Јас со германскиот многу слабо баратам. Малку послабо. Преведам. Тие што трнале на невека да одат, не треба да ги запираш. Оти у тој момент кога ќе го запреш, еве, например, сега ќе направиме еден ролен-шпил. Ти ми викаш, ја имам добра понуда. Ја ти викам, окей, Дијана, колку е понудата? Ајде, кажи ми. 100к. Панче. 100.000. Една годишна плата, така. После се дешава пад на лојалноста и на довербата, и тоа се дешава. Значи во тој случај двете страни губат на некој начин затоа што веќе довербата е разнишена, од друга страна еден друг факт кој што постои, треба да постои во работни организации, psychological safety, тоа на англиски ќе му биде психолошка безбедност. И таа токму со вакви чекори кој начин се нарушува, и тоа веќе не е една, можам слободно да кажам, тоа не е веќе здрава средина за работа, ни на едната ни на другата страна, кога веќе нема добро. Точно. И затоа го реков ја тоа. И секогаш им го некој што ќе ми дое. Цена беше тоа, ја мислам ќе рече сега Дијана 500 евра, срце ме заболи сега го рече. На годишна плата, така зборуваме за годишно ниво. Уф, Дијана, ја ако сум ти шеф, срце фудор ќе добијам ако тропнеш на мојата врата за вакво речи за покачување на плата. 100.000 евра на годишна плата. Па фирмата ако прави 1 милион евра на моите проекти, зашо да не 100.000, така? Таја. Добро што биохемија или сега што у change management не си у Globus. Така. Може некој проект ќе направиме заедно, не може да се знае, така? Шала на страна, тоа е точно што го кажа, значи у тој момент целата ситуација е токсична и сега може да има ефект. Ќе му дам 100.000 евра, ама следниот месец ќе го кундигувам. Оти, ќе му најдам некоја грешка и што испадна од тоа, еден месец 100.000 евра, а другиот месец е пред врата и понудата што имало од другата фирма испуштил, оти останал, ти ја му платив, ја му дадов 100.000 евра, па на крајот, приведејќи како работодавец, некои инструменти и можности кои што можат во некоја ситуација да се искористат. Ама сега тргнавме сосем на крајот. Ама да резимираме позитивно на крајот. Право на покачување на плата имате. Најмат се еднаш годината, спремете, бидете спремни, бидете опуштени, бидете полни со факти, бидете смирени и не одете со гаранција дека некој ќе ви даде покачување на плата. Ваше е да прашате, на работодавецот е да одговори и да ви даде алтернатива кога можете повторно на таа тема да
Убаво Уф, кажа. Јана, Убаво кажа. темата беше одлична, темата беше предпразнична, мислам дека беше интересна. Ако има некои искуства, што поминал, како поминал, еве како нас, ти си кажа и јас си кажа како минам, како сум поминувал, како минам и ден денеска со моите предпоставени, па и јас ваѓаржам понекогаш морам ја да самоата плата со некого да правам муабет. И јас тоа сум си го правил, го правам и ден денеска. Тоа, како што го кажа ти, со припрема, со факти, со аргументи, со пишано, со смирено, па јержа. И ти ми рече, окей, Хечашевски, или ти рече, Хечашевski, tut mir leid, aber diese, ja, dieses Jahr wird schwieriger. Vielleicht mal ein halbes Jahr, lass uns mal reden. На крајот со германскиот Гледа до ја тебе. правивме. Ти многу. Поздрав и од мене. Имајте убави празнични ден. Татковците уште еднаш, славете го ден било каде. Мислете моа, има и тука полиција, и тука има радари. Опуштите се и кога ќе се опуштите многу, и се на сопругата, нека ве земе поарно, мирна ви глава. Не ве боли после уташната на друго место. И тоа е тоа. Тоа е тоа. Секој е добро. Чао, чао.